Добар ден, драги наши гледачи! Добродојдовте во нашата нова пролетна емисија на телевизија Страшно Пинчер. Јас сум Снежана и заедно со Николинче ќе ве водиме низ содржините на програмата Наш кадар. Добар ден и од мене. Март ни беше приличен и намечен месец. Малку дожд, малку сонце, ама многу тесто. Не знам за тебе, Снежана, ама мене овој период пред 3 месечје сосема ме исцрпи. Те разбирам потполно. Исто се чувствувам и јас. А мислам дека е слично расположението кај сите ученици. Се надевам дека сите успешно се справија со предизвиците. Не се сомневам во тоа, но март не беше исполнет само со тестови, имаше и многу убави активности во нашето училиште. Николинче, пред да ги известиме нашите гледачи за сите настани реализирани во месец март, би сакала да најавам што ново подготвува нашата телевизија. Во тек е снимање на квизови со наши ученици. Нешто што веќе сме го виделе, но и нешто што ќе биде изненадување за сите. Јас слушнав дека наши колеги новинари подготвуваат документарен филм во кој ќе ги представат сите активности на драмскиот клуб на училиштето. Затоа, почитувани наши, очекувајте ме! А во продолжение, што ќе гледаме денес? Месецов го започнавме со еден убав настан, прославата на патрониот празник на нашето училиште. 5 март е значаен ден за нас, затоа и оваа година беше исполнет со разни активности. Целиот настан можете да го проследите на нашиот YouTube канал. Сега би сакала да ја слушнете химната на нашето училиште, песна со која секоја година започнува прославата на најзначајниот ден за сите нас. Ако не сте знаеле, песната носи наслов на Денот бел, чија музика и текст се дело на нашиот поранешен директор и наставник по музичко образование Саша Ѓурѓиев. Нека ве понесе нејзината нежност, топлина и убавина. Уживајте во секој тон исполнет со убавина. Грижата за нашите соученици не ја носат само наставниците, туку и сотручните соработници, педагогот и психологот. Тие со внимание, разбирање и топол пристап секојдневно се покрај учениците, подготвени да се слушаат, да охрабрат и да помогнат секогаш кога е потребно. Нашата Габриела разговараше и со учениците и со психологот госпоѓата Марија Јована. Да го погледнеме прилогот. Габриела повели. Ти благодарам, Николинче. Денес сакам да посветиме внимание на едно многу важно улога во училиштето.
Работата на учеништен психолог. Психологот е тука за секој ученик, со отворено срце и трпение, подготвен да сослуша, да разбере и да помогне во секоја ситуација, било да се работи за училишни притисници, емоции или секојдневни дилеми. Во моментот се наоѓаме во училишниот двор. Ќе ги прашаме учениците, што би го прашале училишниот психолог? Потоа, одговор на дадените прашања ќе побараме од нашиот училишен психолог Марија Јованова. Ајде да слушнеме што ги интересира учениците и што би го прашале нашите стручно лице. Добар ден! Снимаме анкета за училишната телевизија. Ако би сакале да нас прашате, што би го прашале училишниот психолог? Како да се справиме со стресот при испитувањето? Ја би го прашала како да се справиме со училиште. Супер! Тоа е правда? Супер, да ви благодарам многу. Добар ден! Снимаме анкета за нашето училишна телевизија. Ако би сакале да прашате, што би го прашале училишниот психолог? Ја би го прашал како да се чувствуваме безбедно во нашето училиште. А ја го прашал како да реагираме со стрес и со така. Супер, одлично беше. Ви благодарам многу. Довидување. Сакале да го прашам, што би го прашал училишниот психолог? Како да го решиме конфликтот во другарството? Како да се сконцентрираме повеќе во учењето? Како да изградиме поголема самодоверба? Што да правиме кога некој ќе не објави на социјалните мрежи? Во ред, супер, одлично беше. Ви благодарам многу. Довидување. Денес имам чест да разговарам со едно многу важно лице со нашето училиште, училишниот психолог, односно госпоѓа Марија Јованова. Добар ден, госпоѓо. Добар ден, Душо. Тука сум денес да ви поставам неколку прашања што ги поставија нашите ученици. Првото прашање што беше поставено беше кои се најефикасните начини за справување со булингот во училиштето? Многу интересно прашање. Најпрво да се заблагодарам што имам честа да бидам гостин во вашата емисија и да го учествувам на овој интервју. Навистина сте прекрасни и многу вредни. За булингот, така? Да. Ајде вака сега, за да зборуваме за нешто и да се објаснуваме и да даваме начини, решенија, треба првично да знаеме што е тоа. Значи, што е булинг? Бидејќи не може да ги мешаме поимите, така? Булингот е намерно насилство, значи намерно направено, кое што се повторува и каде што имаме несразмер меѓу тој што врши насилство и тој што на кој што му се врши насилството. Може да биде најразлично. Може да биде вербално со напредливи зборови, може да биде преку интернетот. Сте доживеале такво нешто? Не, тоа супер. Може да биде физичко, значи со физички контакт, со туркање, кување, и тоа постојано се повторува. Да не мешаме со обични, конфликтни ситуации, зошто бидејќи се не е насилство, така? Кога станува збор за булинг, имаме жртва и некој кој што го прави тоа насилство или лице кое што може да биде посилно, може да биде поагресивно или да има група цела. И тогаш жртвата се наоѓа во една ситуација која што навистина е незавидлива и поминува една многу тешка ситуација. Првично се плаши, нели да го признае тоа, се плаши од лицето или од групата и така натаму и тоа сето се случува да биде инволвирани во нејзиното секој невие каде што покажува слаб успех на школото, не сака да доаѓа на школа, не сака да се дружи, покажува анксиозност и така натаму и така натаму. За да го спречиме сето тоа треба отворено да разговараме. Значи треба да знаеме каде првично да се обратиме. Ако не можеме сами да се справиме со тоа, се обраќаме кај наставниците или кај некој возрастен, кај стручната служба, кај педагогот, психологот, каде што се работи и со лицето кое што трпи насилство, меѓутоа и со лицето кое што го прави истото. Зошто? Бидејќи мора да се најдат причините зошто се случува тоа. Таму каде што имаме жртва на тоа насилно булинг, работиме на зголемување на самодовербата и техниките за справување на истото, а таму каде што имаме лице кое што го прави тоа действие, тогаш мора да најдеме зошто го прави тоа, за да може и двете страни да влезат во равнотежа, да научат лекции и да никогаш повеќе не се повтори. Да, ви благодарам многу, овој одговор беше одличен.
Второто прашање, што е потребно за учениците да се чувствуваат безбедно во училиштето? Што е потребно? Тоа е едно комплексно прашање. Пристапот е исто така комплексен. Зошто е комплексен? Бидејќи безбедна средина не се прави само со едно зборче. Значи, тука имаме повеќе актери, ајде така да кажем, значи тука е улогата на училиштето и самата организација во училиштето, меѓутоа тука е и самиот ученик, значи поединечно како индивидуа. Значи училиштето прави, значи дава правила, кои што правила треба нели да се почитуваат од страна на учениците. Се прави една убава, позитивна атмосфера, во која што атмосфера или клима учествуваме сите ние кои што сме во училиштето. Како наставниот кадар, вработените, така и учениците. Меѓутоа, не изоставен дел, тука не се и кој? И родителите. И кога сите ние заедно, ќе влеземе како тим, почитувајќи ги дадените правила, значи имаме одговорности, имаме и права, и сите заедно меѓусебно се почитуваме, тогаш правиме една убава, безбедна клима. Што значи безбедно? Безбедно значи дека кога ќе дојдеме сите ние во училиштето, и вие учениците, и вработените да се чувствуваат безбедно, да нема животозагрозувачки моменти, да не се плашат од било што, за да се чувствуваат пријатно и да ги покажат нивните способности и знања на максимум. Да, точно така. Трето прашање, на кој начин најдобро се решаваат конфликтите во другарството? Едно секојдневно, да речем, еден секојдневен предизвик со кој што се соочувате вие учениците, меѓутоа се соочуваме и ние возрастните, нели? До конфликт не е страшно, значи да се дојде, многу лесно можеме да дојдеме доколку заборавиме да се почитуваме, заборавиме да се слушаме и сослушуваме и слушуваме. И како би било? Конфликтната ситуација доаѓа кога имаме некој недоразбирање, така? Сега, кога сме во конфликт, првично што треба? Првично треба да го препознаеме моментот кога кај да се јавува една емоција на што? Лутина, бес. Една емоција која што е малку негативна. Кога ќе препознаеме, тогаш треба да одиме да се смириме. Кога ќе се смириме, се приземиме, викаме, значи не сме лебдечки, туку сме приземени, тогаш веќе можеме да разговараме. Можеме да се прашаме што е тоа што ти смета, што е тоа што, например, јас грешив, така? А не да одиме да обвинуваме, ти мене ми сгрешиме, навредиме, повреди. Тогаш можеме, веќе имаме подлога со разговорот да се извиниме или да побараме извинување, така? Кога побараме прошка, убаво е да ја добиеме таа прошка. А кога некој не се извини, убаво е да размислиме и да се простиме. Значи, најбитното нешто што е, битното е да се сослушаме, што сака другиот да каже, што можеме да извлечеме како една лекција од таа ситуација која што сакајки не сакајки се случила и е конфликтна. Само така можеме да ги решиме конфликтите. За после тоа да кажеме, да, ние можеме да се дружиме или не мораме да се дружиме толку близко, меѓутоа треба да се почитуваме. Така се надминуваат конфликтите и така се учат лекциите и за понатаму во животот. Да, точно така. Почита е најдобро нешто за разбирање. Четврто прашање е, кои техники помагаат за подобра концентрација при учењето? Така, најпрво, најважно нешто е да сакаме да учиме. Кога сакаме да учиме, имаме една поставена цел и сакаме да ја постигнеме таа цел. Техните кои се? Прво што правиме еден план. Значи, најдобро е да си направиме план. Лекциите да ги учиме константно, а не кампањски. Значи, што значи тоа? Имаме тест и тогаш седуваме брзо да учиме, ама не се учат 10 лекции, не се учат 5 лекции. Така наеднаш, тогаш е тешко. А кога имаме континуирано учење, тогаш доаѓаме само на една фаза на повторување. Како најдобро? Најдобро е сите нешта кои што нас ни прават дистракции, не вознемируваат или не деконцентрираат, да ги исклучиме. Што е прво што треба да исклучиме? Телефон, телевизор и сите други апарати кои што нас не прават деконцентрирани. Се правиме една поделба на материјалот и правиме план. Например, учам пола час или 20 минути, правам пауза од 10 минути. И се држиме на тој план. Учиме гласно, ги повторуваме лекциите за да се слушаме, тогаш најдобро можеме нели да запомнеме и правиме вадење на најважните делчиња кои што се во лекцијата,
а понатаму ги надоградуваме, нели, с малце ги украсуваме за да имаме и еден проширено знаење, така? Но најважно што е? Најважното е да имаме желба за се тоа да го направиме и да имаме желба, многу важно, да бидеме доследни на направениот план. Бидејќи ако направиме само план, а не го спроведиме целиот план, тогаш планот нема да ни успее. Да. Супер. Пето прашање е, што помага за намалување на стресот при испрашувањето? Една ситуација која што секојдневно нели учениците имаат, меѓутоа имаме и ние возрастните. За да зборуваме за стресот треба да ни биде јасно што е стрес. Значи тоа е една психофизиолошка состојба на телото, кога се наоѓаме во ситуација на неизвестност или во една ново настаната ситуација која што за нас се стресна и се случуваат едни физиолошки промени при нас, значи ние сме како стегнати, срцето ни работи брзо и така натаму. Што е сега битно? Битно е да се приземиме, што значи приземиме? Да се смириме, да го смириме телото. Значи ние сме пред себе, да земеме пример пред тест, така? И тогаш како се чувствуваме? Препотени сме, срцето ни чука брзо, па дури почуваме да немаме нели тонка во устата, сувани устата, може и стомачето да почне да не боли. Тогаш употребуваме една техника, се вика техника со дишење и релаксација, каде што можете сите да ја употребувате, вдишувате преку носот, длабоко, го задржувате воздухот бројки до 3 и издишувате преку уста. Во тој момент на ништо друго не мислите, само мислите како поминува воздухот преку носот, нели, преку грлото, се полни плуќата, бројки, нели го задржувате воздухот 1, 2, 3, издишувате и повторно, значи концентрацијата е на тоа како излегува воздухот. Веќе кога се смириме, може да почувствуваме на блага замајаност, па сме му дали кислород на мозочето и оно почнува да размислува. Стоп, јас сум тука првично во безбедна средина. Ништо страшно не се случува, така? Колку сум научил, јас ќе го дадам максимум. Значи, максимумот на прашањата ќе одговорам се што знам. Што и да добијам оценка, секогаш имам право да ја поправам таа оценка, ако не сум задоволна од истата. Значи, се концентрирам на прашањата, ништо повеќе друго не е важно, не размислуваме од тоа, леле ако добијам слаба, тука е стресот, леле ако добијам слаба, па ако ме караат дома и така натаму. Значи, што правиме? Тоа што го знаеме во моментот, се концентрираме на прашањата, ги одговараме, а резултатот понатаму ни дава лекција. Која лекција? Ако ми е задоволство, тоа што сум го добил, значи продолжувам понатаму. Ако нешто недостасува и не сум задоволна, значи ги употребувам претходните методи, повеќе учам, повеќе се концентрирам, значи фокусот го ставам на моите обврски, за резултатот понатаму да биде поголем. Да, ни го благодариме точно така. Шесто прашање е како може да се изгради поголема самодоверба? Многу битно и клучно е таа самодоверба. Самодовербата не можеме да ја порачаме на Тему, не можеме ниту на Алиекспрес, ниту да отидеме во некоја продавница да си ја купиме. Што значи самодоверба? Самото име ни кажува верба во себе, така? Или со други зборови, сигурна сум во тоа што го правам, секогаш се стремам за најдобрата моја верзија и секогаш можам подобро, без да ставам на памет што мојата околина критикува. Бидејќи каде се размишува самодовербата? Кога имаме критики кои што ги примаме од средината. А нашата средина секогаш ќе има два елемента или две групички, едната која што ќе вика браво, другата која што ќе вика уа. И никош они нема да бидат константни, туку ќе си ги менуваат нивните места. Вербата во себе е нешто кое што можеме со практични методи и работа на себе да ја градиме. Како ја градиме? Со тоа што прво и основно поставуваме една цел, која што е многу висока цел. Например, еве вие имате желба да бидете утре наставници, така? Ама таа цел е многу далеко, така? И ние ако се држиме за таа
таа цел колку имаме тука стравови, па ќе завршам, па нема да завршам, па ќе имам слаби, па нема да имам слаби оценки и така натаму. Тоа е водечката цел. Што правиме друго? Правиме краткорочни цели. Например, сега учам да ги поправам оценките, имам по некоја оценка која што не сум задоволна, значи таа е целта краткорочна. Друг кој момент имаме? Овежбам, исхраната ја подобрувам, се дружам, значи тука е многу битно и социјалниот дел, читам книги, значи правиме едни краткорочни цели кои што се полесно достапни и побрзо достапни, каде што нас ни дават задоволство, а тоа задоволство ни дава една сигурност дека јас можам. И многу битно е, ние менаџираме секојдневно со нашите мисли и функционираме врз база на мисла. Меѓутоа тоа е едно големо поле што може би некој друг пат треба да снимиме една посебна таква емисија. Таму имаме позитивни мисли, така ќе ги категоризираме, и негативни мисли. Секоја мисла што не одвраќа е негативна. Која што не бодри е позитивна. Што правиме? Се фокусираме на позитивната мисла. Кога ќе се ја мисля, јас не можам ова да го направам, викаме стоп. Јас ќе се обидам, ќе се потрудам да ја постигнам целта, учејки, трудејки се и така што ќе бидам доследна на тоа што сум си го поставила, без разлика. Дали од страна некој мене ќе ми кажи, не можеш, откажи се, не те бива така по неготински. Нема да ќе останам глув на сите тие критики, а ќе имам една висока моја мисла дека јас можам со труд да постигнам се што сакам. Значи, ќе си верувам во себе, а не на зборовите од другите, бидејќи зборот како збор нема никаква силина ако ние не му дадеме на тој збор акцент, фокус и внимание. Точно така, вербата во нас е многу битно нешто и седмо и последно прашање, кои чекори треба да се преземат ако некој објави наша фотографија на социјалните мрежи? Дали често ви се случува тоа во последно време или во ова наше секојдневие? Па не. Имам доста информации дека се случуваат такви работи. Првично било што правиме во животот треба да ги знаеме нашите права и нашите обврски. Значи, многу е важно да знаеме сите дека никој не сме да, како викаме, пристапува до нашата приватност. Пречто ние сами треба да си ја заштитиме нашата приватност. Друго, без наша дозвола никој не сме да објави нешто. Многу важно што е кога ќе видиме дека некој објавил, еве наша фотографија. Колку е сериозна таа објава? Колку нас не допира таа објава? Може да е некоја фотографија во друштво, така па не ти е драго што е објавено, меѓутоа не е ништо компрометирачко, значи не е ништо кое што може да ти загрози углед или да те навреди, не е навредливо. Доколку станува, али што се случува, сепак е без дозвола. Значи можеме да укажеме на лицето кое што објавило да ја повлечи. Значи културно, фино да пристапиме. Доколку тоа се повторува и не сака нели да повлечи, тогаш што на социјалните мрежи блокираме, така? Имате опција во социјалните мрежи да пријавувате, значи на самата страна, некое недозволено дејствие. Друг момент, доколку тоа станува сериозно, обавезно се обраќате кај возрасен, кај вашите родители, кај наставниците и во стручната служба кај педагогот и кај психологот. Понатаму се преземаат активности кои што се адекватни до тој степен до кој што може да дојде до пријава во полиција, каде што они преземаат па веќе други постапки кои што се навистина сериозни, бидејќи и самата постапка е високо сериозна. Така да сите треба да го имаме тоа на ум, да го почитуваме другиот и да се заштитиме себе си. Точно така, ви благодариме премногу на вашето одвоено време и се надеваме дека учениците ќе ги примат од овие постапки, а ние се враќаме понатаму во програмата. По повод Денот на франкофонијата, а во согласност со наставната програма и темата храна, учениците од 7-те одделенија, заедно со наставничката Александра Балкански, организираа француска трпеза. Учениците донесоа типични француски специјалитети, ги презентираа и со задоволство ги дегустираа, запознавајќи се со дел од богатата француска гастрономија. Па да погледнеме како изгледаше тоа.
од кога смеата е најгласна, а креативноста нема граници. Највеселиот ден во годината им подари на учениците шаренила од маски, многу изненадување и мигови што долго ќе се памтат. Да видиме дел од нив. За крај на нашата денешна емисија ќе се потсетиме на